Трајко Велјановски постапувал согласно собранискиот деловник на 27 април 2017 година во судскиот процес за организаторите на собраниските настани. Во судот сведочеше председателот на собранието Талат Џафери. На прашање на одбраната дали тогаш председавачот на собранието можел да исклучи пратеник од говорница, Џафери одговори дека такво нешто не било возможно. Со ваквото сведочење на собранискиот спикер, паѓа тезата на обвинителката Вилма Русковска дека Велјановски можел да ги слуши микрофоните и да го спречи пеењето на македонската и албанската химна од страна на пратениците Крсто Муковски и Зекирија Ибрахими. Немаше можност ни на 27 ни по 27 да се исклучи пратеник од говорница. Мораше да оди преку режија по барање на председателот на собранието. Еленко Миланов, адвокатот на Велјановски, Милјана Киевски и Спиро Ристовски, кажа дека со ова сведочење на Џафери се докажало дека поранешниот собраниски спикер постапувал согласно деловникот. Исказот на господинот Џафери само го потврдивме деловничкото работење и деловничкото постапување на господинот Трајко Велјановски како начинот на кој што продолжил да постапува и господинот Талат Џафери во понатамошниот тек, а и како што постапувале сите претходни председатели на собранието согласно тој деловник. Талат Џафери само го појасни она што ние цело време го тврдиме, дека постапувањето е согласно деловникот на собранието. Инаку покрај нова рочишта, обвинетиот Милјана Киевски во изден беше во судници за случајот ТНТ, односно за рушењето на објектот Космос, каде сведочеше токму сопственикот на зградата Фијат Цановски. Токму ваквата состојба е проблематична за поранешниот министер и неговите адвокати, кои велат дека со по 2 рочишта дневно не постои можност за подготвување квалитетна одбрана пред судот.